По кратката пауза се враќаме повторно назад во живо од студиото на МТМ телевизија и продолжуваме понатаму со се она што е предвидено за денеска. Многу наскоро ќе видите дека во студиото јас не сум сама, со мене денеска сте четворица млади каратисти. Најнапред добар ден, здраво и добро ни дојдовте. Добар ден. Здраво за Сара Радичевска, Игор Таневски, Симона Забурска и Емануел Ристевски. Она за што ќе разговараме на самиот почеток е еден голем повод. Вие неудамна се вративте од надпреварување од Унгарија, Будимпешта Опен, на кое што јас морам да напоменам дека се вративте со 10 награди. Сега ви препуштила вам. Игор, јас мислам да почнеме со тебе. Кажи ми за какво надпреварување станува збор. Надпреварот што се одржа во Будимпешта беше надпревар, беше светски куп. Беа застапени земји освен од Унгарија, беа дојдени од Литванија, Чешка, Полска, Србија и така натаму. Имаше 23 вкупно земји, околу отприлика 800 надпреварувачи. Ние настапивме со 8 надпреварувачи од нашиот клуб, кои што ете така успеавме да достигнеме сите медал, некој по 2. И сме многу задоволни од настапот на овој надпревар. Така, конкретно со каков медал се вратите? Конкретно јас се вратив со сребрениот медал. Настапи во категорија јуниори до 68 кг. Имав 29 надпреварувачи во мојата категорија. Имав 5 борби, 4 победи, 1 пораз. Задоволен сум од настапот, се уште ја темпирам формата за понатамошните што не очекуваат идни планови и надпреварувања, но како и да е, задоволен сум од настапот. Исто така настапи во категоријата Open или сениори екипно, заедно со Емануел, он после ќе ви каже за тоа. И така, но морам да напоменам дека на ова првенство имаше надпреварувачи како Петар Заборски и Симон Антик, кои што настапија во две категории поединечно. Едниот настапи во кадети и во јуниори, а Петар Заборски и Симон настапи во категоријата јуниори до 21 година и сениори. Двајцата се закитија со по 2 златни медали и беа најдобри надпреварувачи на тој турнир. Така, би сакала сега малку и девојките да ги вклучиме во разговорот. Сара и Симона, какви се вашите впечатоци од ова надпреварување? Јас настапив во сениорки, минус 55 килограми. Имав 3 борби, се борев репесажно за третото место, во кое победив и го освоив. Беше тешко надпреварувањето, имаше многу добри спортистки. Едни од најдобрите настапуваат по вакви турнири и затоа ние често ги посетуваме овие турнири, таму ја подобруваме формата. И тоа. Така, Симона, имаше ли голема конкуренција? Беше ли тешко? Да, секако мора да напоменам дека овој изминатиот месец каратистите на Макбитрол настапија на повеќе такмичења. Исто така тука се вклучени премиер лигите, значи тоа се надпревари од светска Карате федерација. Да, организирана светска карате федерација, каде настапуваат секако најдобрите спортисти од целиот свет. Јас и Сара од оваа година влеговме во тие води, да речам. Многу помали влеговме, но сето тоа за нас тоа е искуство плюс, за да можеме понатаму да освоиме секако поголеми достигнувања. Настапив во Будимпешта во моја категорија, тоа е јуниорки до 21, но и во сениорки. Се закитив со бронзен и со сребрен медал. Сето ова е една контрола за светското првенство кој ќе се одржи во ноември во Шпанија, каде ќе земам учество. Така, Мануел, дојде ред да слушнат нашите гледачи и тебе. Кажи ми какви се твоите впечатоци од Будимпешта Опен? Будимпешта е еден од многуте турнири на кои што сме настапиле и турнири исто така кај што ќе настапуваме и понатаму. Впечатоците добри се, тоа Будимпешта е еден од турнирите, контролните турнири на мојата форма, исто кој што степираме формата за идното светско првенство во Шпанија, кај што ќе настапиме ја и Симона и уште една пријателка од нашиот клуб. Во Будимпешта настапивме во екипна исто така конкуренција, како ја Игор и Симон Антик. Имавме две борби, од кои во екипна конкуренција се бори секој посебно, но се рачуна вкупниот резултат на борбите. И имавме една победа против Словачка,
и потоа во полуфиналето изгубивме од Франција, тоа ни беше борба за влез во финалето, но загубивме и со тоа го освоивме и третото место на воекипна конкуренција. Така, може ли да се каже дека конкуренцијата беше голема, беше ли тешко да се усвојат овие 10 медали? Да, конкуренцијата сега беше голема, значи настапуваат земји од врвните земји во карате спортот, како Франција, Чиле, Србија и другите земји што се во врвот на карате спортот. Така, Игор, би сакала, еве, повторно се вратиме на тебе. Дали овие 10 медали се еден путик за понатаму да продолжите вака да работите и дали тоа значи дека можеме да стоиме рамо до рамо со оние земји кои што еве Емануил ги напомена, кои што важат нели за први во карате спортот? Па секако, ние, како што сите напомена, ние овие надпреварни се контролни, како што се куповите и за сениорите премиер лигите. Ние наше труд што го вложуваме и на тренинзите, ние всушност го вложуваме за од европски и светските првенства што не очекуваат понатаму. Државното, морам да го напоменам, што ни е клуч за понатамашните светски и европски првенства. Мораме тука да поминаме прво, тоа е нашата цел. Но сега очекувањата беа многу добри, значи сите освоивме медали. Кој нели златен, кој сребрен, кој бронзен, но сепак имавме имавме доволен број на борби кои што ни покажаа до кај сме, што сме, колку треба да работиме и што да коригираме за понатаму. Така, кога сме веќе кај коригирањето, споменавте сите дека ова е еден контролен надпревар, што е она што можеме да очекуваме од вас во иднина? Ајде Симона повели. Секако наша цел е да се закитиме од европскиот светско првенство, да дојдеме со медал. Ние многу напорно тренираме, значи по 2 тренинга секако се подготвуваме и со други репрезентации од Балкана, како што се со Црна Гора, со Србија. Правиме кондициони тренинзи, имаме секако многу добри услови за тренинг, мора да се пофалиме и секако сакаме, бидејќи се уште сме мали, како да речем, јуниори, сите сакаме да освоиме голем медал, а тоа е сениорскиот медал. Така, што е со надпреварувањето во Франкфурт, Германија, кое што го споминавме пред почетокот на емисијата? Сара, ке ни кажеш ли нешто? Да, значи тоа беше премиер лига, светска премиер лига, имаше земји од целиот свет. Многу јако надпреварување, едно од најелитните надпреварувања, имаше 46 држави бе застапени. Таму се закитив, го освоив 5-то место. После 3 последователни борби загубив, нели, за влез во финале од Јапонија и после тоа загубив, нели, од Чиле, но 5-то место го земав, тоа ми беше сигурно така. Настапував во минус 50 килограми, сениорки. Имаше исто така и од мој клуб другите што се бореа, но не успеавме да донесеме медал. Колку е потребно да се вежба за да се се вратите назад во Македонија со медал? Емануил, колку време посветуваш ти на вежбањето, на тренинзите? За да се вратиш од вакви големи турнири, како во одстранство од големи турнири, за да се вратиш со медал треба упорност во вежбањето, односно секојдневно вежбање, дури некогаш и по 2 тренинга, по 3 тренинга ако е потребно. Зависи од првенството за кое се подготвуваме, значи упорноста е сепак најбитна во подготвувањето на карате спортот. Така, вие сте сите млади, освен што тренирате карате, секако дека сте и вклучени во образовниот систем. Колку е потребно да се посвети внимание на образованието, колку е потребно на каратето и дали бара едното од другото одрекување? Ние сите сме редовни ученици, како што и вие кажавте, кој на факултет, кој во средното образование, но сепак нашата цел која ќе се поставиме, самата упорност и самата желба што не држи нас на тренинзите и на борилиштата надвор, е тоа што ние нашето време не го двоиме, туку ние го планираме веќе нашето време и си го поставуваме за да ги извршиме обврските на училиште и на факултет и исто така и на тренинзи. Така, ова веќе заврши видеото. Можевме да забележиме кус исечок од она што вие го донесовте, од режија може и да го повторат. Ќе ни кажете ли од каде беше тоа што го погледнавме? Режија доколку може да го погледнеме уште еднаш видеото. Во меѓувреме. Еве го. Ова се борбите од Будимпешта.
Ова се помалите. Ова е Моника Пендаровска, која што исто така ќе го представува клубот и Македонија пред се на Репрезентативка. светското првенство во Шпанија, она е репрезентативка која што исто така оваа година се закети со трето место на европско првенство. Кадетки. Кадетки до Ова е 47 килограми. Ова си Уште кратки еден снимки член. од што исто така измината година бевме на Балканското првенство во Србија Крагуевац и што исто Таму може да се така пофалиме со многу медали. Исто и од помалите и секако од нас јуниорите. Така, колку е кажавме колку е потребно нели да се посвети внимание на тренинзите, меѓутоа колку време вие вежбате, од кога почнавте да вежбате и зошто го избравте токму каратето? Повелете. Тренираме па скоро сите, околу 10 години и целосно сме посветени на каратето. Секако е потешко сега бидејќи еве на пример јас ние минем прва година студентка сум на филолошкиот факултет. Секако ми треба сега време за да се навикнам и да се направи еден баланс помеѓу тренингот и факултетот, но се надевам дека ќе го постигнам тоа, за да можам да бидам активна и во спортот и на факултет. Така, зошто токму каратето, Сара? Нели е тоа малку машки спорт или се Тоа е- лажам? Тоа е од фамилија. Така, вујко ми е тренер, Бошко Запорски. Тој се занимавал со тоа и јас и Симона сме вртучетки и ние од мали се занимаваме со каратето. И од нашата 6-та година, ние више 13 години сме активни во овој спорт. И фала Богу што е во нашето семејство овој спорт. Супер ни оди сега за сега. Тоа значи дека момците треба да се плашат од вас. Не, тоа не се користи надвор од терен. Така, кои се вашите идни планови за денес? Минавте дека очекувате многу, меѓутоа уште она што во блиски дни можеме да го очекуваме, кое надпреварување следува? Па, значи во блиски дни ни следува веќе споменатото светско првенство во Шпанија, на кој што ќе наставиме јас, Симона и Моника Пендаровска од нашиот клуб, а воедно и членови сме на репрезентативата на Република Македонија. Планирањата ни се големи со тоа што едно од нашите очекувања е да освоиме барем медал од светското првенство или добро да се пласираме на светското првенство. Тоа значи дека сите четворите одите на ова првенство? не, одат они на 20, они Во 20 нова првенство плюс име јас, Симона и Моника Пендаровска од нашиот клуб. Да, поставени се Норми? норми од оваа година. Тој што си има закитано со медитерански медал, балкански или европски медал, да ги исполнува сите тие критериуми и со тоа е направен составот на репрезентацијата. Сега пред светското првенство исто така ќе сите од нашиот клуб Макпетрол ќе настапиме на Белград Опен трофеј. Мислам дека се викаше турнирот. И ќе настапиме ќе имаме уште еден контролен турнир во Босна. Така, јас се надевам дека ќе се вратите. Очекуваме да. Добар настап и се надевам ќе се вратиме со медали. Така, сигурна сум во тоа, се надевам дека откако ќе завршат сите овие надпреварувања, ќе видиме повторно во нашето студио, ќе ги видиме медалите кои што ќе ги освоите и секако ви посакувам многу успех во понатамушните ваши представувања. Благодарам на вас. Благодарам и за поканата. Продолжуваме понатаму ние со она што е планирано и предвидено за оваа емисија.